Благодарност до Тетово што ја одржува во живот ДП, бидејќи секогаш кога на ДП и било најтешко, токму тука во Тетово сме добивале најголема поддршка. Од нашата програма, платформа и проекти сакам да се задржам на нашето залагање за еден заменик премиер албанец со право на вето, односно да мора да има и негов потпис за да помине важна владина одлука, посебно од сферата на меѓуетничките, политички и економски односи. Овој принцип ќе функционира исто како што сега мора да има два потписи и до заменик министерот и дополнителниот заменик министер. Доколку ја освоиме власта, на овој начин нема да може да се усвои буџетот без да има правична распредел, но и рамноправна распределба на пензиите, социјалната помош, кредитите и стипендиите. Сакам да се осврнам и на обидот на ДУИ да го копира проектот за минимална плата од ВМРО ДПМН, бидејќи тоа е обично копирање што не им прави добро на албанците. Во однос на Тетово, ДУИ за време на својот мандат не презеде и не заврши ниеден проект за овој важен град за албанците, каде се уште се соочуваме со недостаток на вода за пиење, канализација, загаден воздух, без средени улици. Токму улогата на вистински заменик премиер албанец ќе овозможи Тетово да стане модерен град со користење на средства од државниот буџет. Со победата на ДП на изборите ќе се врати гордоста кај сите албанци, а за да стигнеме до тоа, нам ни е потребен гласот на народот за да ги извршиме сите овие работи. Гласот што нема да биде за ДП, туку за некој од помалите партии за албанците, директно ќе оди за Груевски и Заев.